Почитувани граѓани, владата на СДС и ДУИ 6 години е на власт. Веќе се влезени во 7-та година на владење, а не мрднаа со прст за ништо во здравството, освен што сопреа проекти и плаќаат казни. Тоа е резултат на расипничкото владење на владата предводена од СДС и ДУИ. Поточно, по раскинување на договорот за нов клинички во Скопје, зашто треба да се плати казна во сума која достига до 20 милиони евра, сега министерот за здравство известува дека се раскинува договорот за изградба и на новата болница во Штип. Оваа нова болница во Штип започна да се гради во март 2016 година. Но оваа неспособна влада, која ја предводи Димитар Ковачевски, не прави ништо, освен што се занимава со наместени тендери, корупција и криминал. Владата на Ковачевски остави цел регион од околу 300.000 жители без соодветни услови за лекување, а не се грижи ниту за медицинскиот кадар. Сега има нови оправдувања како не биле почитувани роковите за градба. Па тука да ја прашаме власта, кој треба да ги следи спроведувањето на договореното и кој треба да постапува. Многу е јасно, тоа се надлежните, Министерството за здравство и владата. Изговорот број 2 е дека бил пробиен првиот рок во 2018 година, па и вториот во јуни годинава, а во меѓувреме владата ги заборави граѓаните. Очигледно, сега ќе се посветат на нов тендер или барање на друга фирма. А на сите им е јасно како завршува секој тендер во оваа влада. Оваа нова клиника во Штип првично требаше да чини околу 34 милиони евра, а проектот беше делумно финансиран преку заем од Банката на Совет на Европа. Но банката пред 2 години се повлече, а финансирањето го продолжи владата. И по нивните добро познати шеми, на сметка на фирмата легнаа пари, но не се направи ништо. Почитувани, како граѓани 7 година сме сведоци на неодговорно и расипничко владење од СДС и ДУИ. Граѓаните се сведоци дека тие не мрдаат со прст, не прават ништо за подобри услови за лечење, нема инвестиции во медицинскиот кадар или инвестиции во инфраструктурата и воопшто во здравството. Токму затоа, оваа влада треба да замине час поскоро. Ви благодарам.